2 хеликоптери и противвоздушни системи треба да пристигнат до крајот на годината за потребите на армијата на Македонија. Паралелно се очекуваат и 10 оклопни возила од Турција, над 4000 униформи и друга опрема, најави денеска министерот за одбрана Владо Мисајловски во изјавата од касарната Јане Сандански во Штип. Тој посочи дека сите оклопни возила Страјкер веќе се пристигнати во земјава, а се работи на нивно ставање во функција. Во изјавата, како што рече, пристигнати си и сите джиоти возила, додека во тек се постапки за набавка на дополнителна опрема и оружје. Оваа година пробуваме да ги завршиме најголемите проекти. Еве, сите Страјкери стигнаа во државава, очекувам дека до крајот на следниот месец комплетно све ќе биде завршено за адаптација на тие возила, каде што може да ги представиме. Веќе се потпиша решението каде што треба да се направи она што е потребно да се стават во функција. Исто така, до крајот на годината треба Мистрал системите дополнително целосно да стигнат, најголем дел од нив. Исто така треба да стигнат 2 хеликоптери, имаме многу тендери исто така за оружје, имаме постапки со Европскиот мировен фонд, каде што им бевте сведоци сите да видите колку опрема стига, паралелно дополнително ќе стига. Но исто така ги менуваме и сите стратешки документи паралелно во овој момент, каде што правиме нов план за модернизација, каде што ќе имаме можност да купуваме и нови современи системи, но и системи со поголема огнена моќ. И тоа го работиме и мислам дека од следната година ќе видите дека има многу договори, каде што навистина ги се зајакне армијата на едно, би рекол, највисоко ниво во историјата, но чекор по чекор тоа го работиме паралелно и ќе бидете сведоци на многу проекти. Министерот Мисајловски дополнително посочи дека во постапката е и обезбедување 4000 пара чизми кои треба да пристигнат исто до крајот на годината. Рече дека се работи на секое поле, како инфраструктурно, така и на модернизацијата. Исто така ги изумив джиоти возилата, сите се стигнати тука во Македонија. Очекуваме и 10 оклопни возила од Турција да стигнат. Паралелно се работи тендерот за униформи, каде што е во завршна фаза се да стигнат преку 4000 униформи. Во постапка е исто така за околу 4000 пара на чизми да стигнат. Иако има во постапка да жалба, ќе почекаме да заврши, потоа ќе се одбере фирмата до крајот на годината и тоа дополнително работиме на секое поле. Исто така, како во инфраструктурата, така во модернизација, така на секое поле, даваме се од себе и се надевам дека видливи се резултати. Инаку очекувањата се дека со новата опрема и планираните набавки, армијата ќе продолжи да се опремува и модернизира.